Речиси една година на Марија Блажевска од Тетово чека да добие одштета од локалната самоуправа откако била нападната од бездомно куче. Преку овластен адвокат го добила судскиот спор, но општината се пожалила на апелација. Скоро една година помина, на 1 февруари минатата година, и еве веќе една година се тужиме со, да го наречам така, се води тој спор со општината и се уште нема конечно решение. Но Блажевска не е единствената на која не и се исплатени средствата. Од општината не добивме информации колку граѓани побарале одштета, но неофицијално дознаваме дека исплатата оди бавно поради блокирани сметки. Според информациите на СВР Тетово во полициска станица минатата година се пријавени 59 каснувања од бездомни кучиња, додека во првата половина на јануари 4. Општината воведе нов правилник со кој граѓаните ќе можат да добијат одштета од 30 до 100.000 денари доколку се спогодат. Колку пари ќе добијат ќе зависи од видот и бројот на каснувањата, возраста и последиците, степенот на претрпен страф и нарушувањето на психичката состојба, поени кои што ќе ги одреди посебна комисија. Овој правилник и процедурите се објаснети во него, се поставени, односно објавени на веб страната на општината заедно со барање кое оштетеното лице треба да го пополни и достави преку архивата на општината до комисијата за постапување по барања за оштета од каснување од куче, која е составена од стручни лица, меѓу кои лекари травматолози, како и лекари од областа на психијатријата. Со овој правилник, општина Тетово им излегува во пресет на граѓаните со тоа што процедурите за ваквите случаи се поедноставуваат, а воедно и се избегнуваат судските трошоци, како и трошоците за адвокати, извршители и слично. По лошото искуство на Марија Блажевска сега со себе носи ултразвучен апарат кој има функција да ги оддалечи кучињата. Таа вели дека доколку би се решил проблемот, нема да има потреба од плаќање одштети. И тука каде што сме може да забележите дека долж целата главна улица насекаде има кучиња. Зошто би одели, би се тужеле или би донесувале такви правилници за исплата на тие средства кога би требало да се овој проблем искорени од корен. Според проценките на ветеринарите, на улиците во Тетово има повеќе од 500 бездомни кучиња. Во јули минатата година општината потпиша годишен договор со Амос Шелтер за заловување на 82 кучиња.